Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот, напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхиселам. Првиот англиски превод на оваа статија бил објавен под името Како да се ослободиш од оковите на гревот во англиско издание на магазинот Review of Religions, преглед на религиите, во јануари 1902 година. जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना. Оние кои ја познаваат раната историја на исламот, несомнено знаат за свирепоста и варварството кое го направиле противниците во Мека и за бројот на невините луѓе кои биле убиени како резултат на тоа. Но тоа не ги одвратило луѓето од прифаќање на исламот. Дури и оние со ограничена интелигенција можеле да видат дека учењата на исламот биле далеку поцелисходни и поуверливи од учењата на идолопоклониците. Кога противниците ја виделе бесмисленоста на своите напори, одлучиле дека единствено решение е да го убијат честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, но Бог го спасил од дивните раце и го одвел во Медина на сигурно. Меѓутоа, луѓето од Мека продолжиле со своите планови и понатаму правеле напори да го убијат дури и во Медина. Под такви околности муслиманите морале да се бранат и да им возвратат на оние кои неправедно ги нападнале. Исламските војни не се водени за ширење на религијата, туку само за да се заштити животот на муслиманите. Може ли било која разумна личност да верува дека исламот не бил во состојба да го докаже Божјото единство пред идолопоклониците, кои ги обожавале камените идоли и други мртви предмети и биле зафатени со своите видови на пороци и морал за таа цел да се прифати за сабјата? Чувај Боже, овие обвиненија се неосновани и оние кои ги изнесуваат прават голема неправда на исламот, искривајќи ја вистината. Маулвите, оџите, ја одиграле својата улога во оваа неправда, но и христијанските свештеници не се ништо помалку виновни, бидејќи исто така тие го втиснувале ваквото размислување во умовите на муслиманите, истакнувајќи ги прогласите на неразборитите оџи. Кога муслиманите ги слушаат своите собствени оџи дека издаваат фетви во прилог на джихадот и ги слушаат христијанските свештеници кои се исто така угледни зналци дека изнесуваат ист приговор против исламот, тие стануваат жртва на концептот дека исламот го поттикнува овој вид на джихад. Овие две гледишта дале повод за такви неосновани обвинувања против исламот. Христијанските свештеници да не го усвоиле овој начин и искрено и вистински да признале дека исказите на таквите оџи се базирани на суштинско незнаење и околностите кои барале джихад во првите денови на исламот не се присутни во оваа доба. Самите предочувања на таквиот вид на джихад би исчезнале од светот, но тие ова не успеале да го разберат, бидејќи биле водени од своите желби, а не од разумот. Аллах им одобрил на муслиманите да се борат само тогаш кога неверниците заслужиле смрт поради своите непријателства, но тој исто така дал одредба дека ќе биде поштеден секој кој ќе го прифати исламот. Тоа можеби ги предизвикало критичарите да изведат погрешни заклучоци. Тие изгледа не разбираат дека оваа наредба не се однесувала на присила, туку понуда на милост на оние кои заслужиле да умрат. Ваквото учење да се нарече присила е врв на бесмисленоста. Тие ја заслужиле својата казна, не затоа што биле муслимани, туку затоа што биле убици.
И бидејќи Бог знаел дека тие совршено добро ја разбрале вистината на исламот, поради тоа, од својата милост, им дал прилика да се искупат од своите гревови. Значи, тоа е само понатамошна потврда дека исламот не поучувал на присила. Всушност, им овозможил одложување на оние кои требало да бидат убиени поради крвопролевање. Муслиманите поднеле многу тешкоти и предрасуди на кои биле изложени. Ако било кој член од племето го прифатил исламот, тој веднаш бил убиен или би живеел во постојан страв за својот живот. Муслиманите морале да се борат за мир, но дури и при вакви околности, тие никогаш не ја извлекле сабјата, доколку два услова за војна не биле исполнети. На нив војната секогаш им била наметната, и тие никогаш не се бореле со цел ширење на верата. Тие единствено се бореле поради сигурност и самоодбрана, но неуките оџи на тоа подосна му дале друг карактер и почнале да се гордеат со нешто што било сосем варварски и срамно. Меѓутоа би било погрешно вината да се фрли на учењето на исламот. Вината лежи врз оние кои не го вреднуваат човечкиот живот и кои се толку жедни за крв, што нестрпливо го очекуваат Махдија, кој според нивното верување ќе дојде да предизвика крвопролевање. Тие сакаат да ги уверат луѓето дека исламот од секогаш зависел од силата и принудата за свое пропагирање и дека нема ни трошка вистина. Оџите изгледа не се задоволни со пропагањето на исламот, бидејќи сакаат уште повеќе да го понижат со заговарање на таквите начела. Бидете сигурни дека Бог никогаш нема да дозволи исламот да стане мета на таквите срамотилоци. Нашите неразборити противници единствено го копаат својот собствен гроб, следејќи го верувањето дека исламот од самиот почеток се ширел со помош на сабјата. ترکے رضائے خیش پے مرضی خدا ترکے رضائے خیش پے مرضی خدا. Дојде време таквото невистинито верување да го истераме од своите умови, наместо да го популаризираме. Оџите ќе му направат голема услуга на исламот, доколку се здружат како би го истерале ова предочување од умовите на неуките муслимани. Со тоа ќе помогнат во откривање на одликите и убавините на исламот, но исто така ќе ја остранат ненаклонетоста која верските противници ја имаат кон него, поради нивното погрешно свакање, и ќе бидат во состојба да имаат корист од оваа фонтана на светлината, онака како што секој се плаши од убиства, посебно на жени и деца, и луѓето од другите вери исто така се плашат од оние муслимани кои имаат такво верување во джихадот. Тие се плашат ноќта да ја поминат во нивно друштво, за овие поборници, фанатици, да не станат газии, шампиони на исламот, со убивање на своите гости. Луѓето кои живеат во провинцијата Фронтиер, Пакистан, мислат дека со оваа постапка на побожност ќе го заслужат дженнетот и сите негови благодети. Муслиманите треба да се срамат од тоа што луѓето од другите вери не се повеќе сигурни во нивна близина и го очекуваат најлошото од нив. Јас сретнав многу луѓе кои стравуваат од ова прикриено верување на муслиманите. Еден англичанец дојде во посета на Кадијана, некаде околу 20 ноември 1901 година. Многу од моите следбеници во тоа време беа со мене и беа преокупирани со религиски разговори. Тој стоеше таму некое време, додека ние пристојно не го повикавме да ни се придружи. Тогаш тој се представи како англиски турист, кој бил исто така и во Арабија и изрази желба да го слика мојот джемаат. Ние се согласивме со него
и после тоа го повикавме да остане со нас неколку дена. Меѓутоа тој не беше расположен за тоа и рече дека од многу христијани слушнал како некои немилосредно биле убиени од страна на муслиманите. Дури и наведе неколку случаи на кои бил сведок во Багдад. Меѓутоа, ние му објаснивме дека нашиот джемаат, познат како Ахмади движење, строго им се спротиставува на таквите верувања и ги презира починителите на таквите престапи и дека наша должност кон човештвото е да настојуваме да ги искорениме таквите верувања. Таквиот одговор го задоволи и тој ја помина ноќта во наше друштво. Јас го наведувам овој случај за да покажам како овие верувања, кои се спротивни на вистинските учења на исламот, го валкаат неговиот углед во очите на луѓето од другите вери и предизвикуваат недоверба и омраза против муслиманите. Тие единствено очекуваат човечки симпатии од оние муслимани кои не се склони кон религијата и кои не се интересираат за темелите на верата. И понатому трае огромен сомнеж против исламот. За жал, муслиманите се тие кои треба да се обвинуваат за тоа. Дали постои поголем грев од лишувањето на благословите на исламот кон светот, како што го направи муслиманската улема и нивните следбеници, и може ли таквата религија да се смета за божествена, која не е во состојба да ги всади своите учења во човековите срца, без употреба на сабја? Не, вистинската религија е таа чии непобитни аргументи и внатрешна извонредност делуваат како сабја и нема потреба од некоја сабја од челик. Поради сегашното опаѓање, исламот има потреба од реформатор. Исламот денеска е во многу неизвестна состојба и неговата светлина била скоро потполно помрачена. Муслиманите погрешиле не само во своите верувања, туку и во својата пракса. Заборавиле на некои традиции, кои не само што штетно делувале на нивниот карактер, туку се испротивни на Божите закони на природата. Например, Божиот закон втемелил 3 основни човекови права. Не смееме да убиваме, не смееме да убиеме невина личност, не смееме да повредиме ничија чест и не смееме неправедно да го присвоиме имотот на друга личност. Сепак, има муслимани кои ги кршат сите овие 3 наредби. Тие убиваат невини луѓе и не се плашат од Бога, а нивните малоумни оџи издале фетви, допуштајки привлекување или заробување на жени од други религии, кои тие ги сметаат за неверници, да ги земат за жени. Слично на тоа, тие го сметаат за дозволено присвојувањето на имотот на било кој неверник, преку проневера или кражба. Само размислете за погубната состојба на религијата, чии оџи издаваат такви фетви. Сето ова е работа на саможиви луѓе, кои таквите учења лажно ги припишуваат на Бога и на неговиот пратеник. Тие мора да го носат товарот на сите гревови кои ги направиле неуките муслимани. Тие се како волци во овча кожа, кои ги заведуваат луѓето. Тие се отров, но се преправаат дека се вреден против отров. Чувствуваат омрза кон исламот и Божите суштества, и нивните срца се лишени од сожалувања и симпатии, но лажно се представуваат. Нивните говори заведуваат и им служат за задоволување на нивните себишни цели. Тие доаѓаат во џамија, приправајки се во свети луѓе, додека својот грешен карактер го сокриваат. Тоа не е својствено за било која земја, град или секта. Муслиманскиот свет е полн со оние кои себе си се нарекуваат улема, се облекуваат како оџи и настојуваат да примаат духовен изглед, за да изгледаат побожно, но нивните дела ја оддаваат нивната вистинска природа и карактер. Мола इसी में है हो जाओ खाक मर्ज़िए मौला इसी।
Денес го завршивме третиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот. Еселаму алейкум.